По денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Мерната станица за квалитетот на воздухот во Охрид постојано во црвена зона. Премиерот го поддржа бојкотот на граѓаните на маркетите и најави ригорозни контроли. Дигитализирани 20 спомен обележја во Охрид. Во следната фаза ќе се дигитализираат уште 37. Бахус класик релито на олдтајмери ќе се вози и во Охрид. Часовникот на судниот ден научниците го поместија на 89 секунди до полноќ. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд и максимална дневна температура до 11 степени Целзиусови. Во четврток во северозападна, северна и југозападна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и на југ од Балканскиот полуостров, а во северна и североисточна Европа врнежи од дожд и снег. Во останатите делови од континентот ќе преовладува стабилно време со сончеви периоди и надпросечно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и релативно топло време. Во крајните северни, како и во источните предели ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 10 до 15 степени. Во Македонија во четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Утринските температури ќе бидат во благ пораст и ќе се движат во интервал од 0 до 8 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 5 до 15 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен југозападен ветер. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во петок по свежото утро и температура од 3 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 12 степени. Во сабота умерено облачно и топло време со повремени сончеви периоди со дневна температура до 11 степени. Во недела умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Ќе биде ветровито со пад на температурите. Утринската на 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 8 степени Целзиусови. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Мерните станици во Охрид секојдневно во црвена зона. Вклучена аларма за енормно загадување на брегот на Охридското езеро. Во пораст е бројот на пациенти со респираторни и белодробни заболувања. Енормно загадување на воздухот на брегот на Охридското езеро. Концентрацијата на PM10 честичките преку ден 29 мг на метар кубен, но синоќа бројките беа 10-кратно повисоки. Секоја вечер од 18 часот се вклучува алармат. Еколозите велат последниве години во регионот е во пораст бројот на пациенти со респираторни и белодробни заболувања. Според некои проценки, стотина луѓе годишно го губат животот токму поради загадениот воздух. Граѓаните велат терпат здравствени последици. Дишам тешко. Имам мака и со синусиве, јас и тешко дишам јас. Со овие дрвава си од чат горе, ојте, плячки немојме да се испростриме. Треба едни мерки, нормално, да се постои за овај град, градот е да не е чист. Главните причини за лошиот квалитет на воздухот се претераната урбанизација, намалувањето на зелената инфраструктура и енергетската сиромаштија. Според еколозите, големо влијание има и депонијата Буково, која постојано се спалува, а канцерогениот чад се спушта во градот. Зголеменото темпо на урбанизација во изминативе 20 на години, кое што допринесе да се создава ефектот на лавиринт, односно загадениот воздух да не може да се проветри од градот и за жал тој се концентрира, па така што имаме огромни концентрации на PM10 честички, во некои денови достигнуваат концентрации над 300 микрограми на метар кубен, што е неколку пати повеќе од дозволеното ниво од 50 микрограми на метар кубен. Општина Охрид има план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух. Предвидени се голем број краткорочни мерки, но решението е гасификација, проект кој засега не е ниту во почетна фаза. Премиерот Христијан Мицкоски на надлежните органи им наложил да преземат засилени контроли на трговци и трговски ланци. Тој има осознанија за одредени субјекти кои шпекулативно правеле профит преку растот на цените. Ке инсистирам на ригорозни казни за сите кои го изигруваат законот. Дециден е Мицкоски. Поединечни трговци и трговски ланци се однесуваат неодговорно заработувајќи преку енормни цени на производи кои ги плаќаат граѓаните. Ова меѓу другото го разбирам и како напад врз сопствената држава, граѓаните и заедничкиот интегритет, истакна премиерот Христијан Мицкоски на денешната средба со Комисијата за заштита на конкуренцијата, Министерот за економија, заменик Министерот за економија и директорот на пазарната инспекција. Премиерот информира дека на надлежните им наложил да спроведат засилени контроли. Тие имаат јасна задача да го проверат однесувањето на трговците и да спречат какви било злоупотреби. Ке инсистирам на транспарентност и ригорозни казни за сите за кои ќе се утврди дека го изигруваат законот и ги злоупотребуваат граѓаните и добавувачите. Заедно ќе се спротивставиме на сите кои мислат дека ќе се богатат на наша сметка, вели премиерот. Растот на цените ја нагласува потребата за одлучна, одговорна и транспарентна акција, рече Мицкоски и додаде дека владата останува посветена во борбата против неправедните трговски практики и злоупотреби кои влијаат на животниот стандард. Во таа насока премиерот рече дека го разбира повикот за бојкот на маркетите како чин на граѓански отпор против монополското однесување и општествената неодговорност на поединечни трговци. Тој имал сознание дека одредени субјекти на шпекулативен начин се обедувале да генерираат огромни профити на грбот на граѓаните и потенцира дека тоа нема да биде толерирано. Заврши првата фаза од дигитализација на спомениците во Охрид. Дигитализирани се 20 спомен обележја. Годинава ќе бидат дигитализирани дополнителните 37. Проектот е на археологот Иван Малезан со поддршка на општина Охрид. Заврши првата фаза од проектот дигитализација на споменици и спомен обележја во Охрид. Во периодот на месеците октомври и ноември минатата година направен е увид на 20 спомен обележја во општината. Тие се дигитално мапирани и за истите е подготвен текстуален опис кој што ги содржи општите информации и карактеристики за споменичните целини, како и фотографии од моменталната состојба. Со изработката на оваа дигитална мапа се допринесува за презентација, промоција
но и тековно надоградување на регистарот на спомен обележја по општината Охрид. Во рамки на проектот за дигитализација на спомен обележјата, кој е финансиран од општина Охрид со годишната програма, ги опфативме спомениците кои се во централното градско јадро, односно 20 споменици кои ги документиравме, извршивме увид и се поставени на дигитална мапа, каде што имаме основни податоци за самите споменици. За оваа година, за 2025 година, предвидено е да се завршат останатите, да се направи увид на останатите спомен обележја. Вкупно се 57, значи ни остана уште 37 споменици кои треба да ги поминеме. И се надевам дека со тоа ќе ги опфатиме сите споменици на територија на општина Охрид и тука ќе имаме една детална представа каде се наоѓаат и во каква состојба се моментално. Дигиталната мапа содржи 4 посебни слоеви, односно спомен обележјата кои што се дигитализирани се поделени во 4 категории. За поголема промоција, во иднина се планира и превод на текстот и на други странски јазици. Опфатени се 4 категории на спомен обележја. Едната е со споменици на природата, другата категорија е представена преку спомениците на лица на значајни лица од 19 и 20 век. Имаме христијански споменици и исто имаме спомен куќи и спомен обележја. Истите категории ќе останат и во наредниот период. Дигитализираните спомен обележја се од големо значење, пред се поради колективната меморија зачувување на колективната меморија на граѓаните на општина Охрид, а и запознавање на останатите посетители односно корисници на интернетот со значајните моменти и личности од Охридскиот регион. За сега е само на македонски јазик, а идејата е да се направи, односно да биде представени на други јазици. Во првата фаза беа опфатени спомен обележјата во централното градско јадро, а во понатамошните фази е предвидена и дигитализација на сите споменични целини на територијата на град Охрид. Целта е создавање на дигитална мапа на спомен обележја која веќе е објавена и поставена на општинската веб страна. Што сторивме со спомениците и историјата? Излезе од печат 126-та книга на академик доктор Миле Микјуновик. Во оваа книга се опишани 130 спомен обележја во Охрид и Охридско. Од нив 19 повеќе не постојат, 60 се запоставени и искршени, 8 се возобновени, 4 се преместени, а 39 или само 30% се одржуваат. Нема поголема темнина од заборавањето, а со тоа и негирањето на постоењето. Затоа ни требаат спомениците, како опомена и светилници за сите вградени животи во темелите на ова што сме денес. За да можеме и повеќе и подобро, за да им оставиме аманен на нашите идни поколенја, да знаат да чуваат, да почитуваат и да градат за сопствената иднина, вели академик Микјуновик. Книгата «Што сторивме со спомениците и историјата» е во издање на Националната установа библиотека Григор Прличев, Охрид. Бахус Класик релито на олдтаймери годинава ќе се вози и во Охрид. Проектот доби поддршка од Агенцијата за промоција на туризмот како настан од светски ранг, преку кои ќе бидат презентирани македонските културни знаменитости, традиционалната храна и вина. Над 50 олдтаймери од Западна Европа и регионот кон крајот на септември и почетокот на октомври ќе бидат дел од меѓународно рели од премиум ранг што ќе се вози низ државава и ќе се промовира винскиот туризам. Директорката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Билјана Стефановска денеска оствари средба со Благоја Петровски и Игор Стефановски од клубот Бахус Класик од Скопје, организатори на овој настан. Проектот ќе ги презентира македонските културни знаменитости, традиционалната храна и вината. Организаторите имаат цел да направат 7-дневно рели со возење и дегустирање на познати македонски вина низ Скопје, Повардарието, Хераклеја, Охрид и Бигорскиот манастир.
Директорката Стефановска ја поддржа идејата на проектот кој има за цел да го прикажи сето она што е специфично за нашата земја, почнувајќи од виното и храната до историските знаменитости. Со овој настан на кој се очекуваат околу 120 учесници и 60 возила од Западна Европа, поточно Германија, Австрија, Луксембург, Италија, како и од државите од регионот, Македонија ќе се позиционира на мапата на светски настани од овој ранг. Релито е впишано во календарот на Светската федерација за историски возила. Да го погледнеме билтенот на СВР Охрид. На 28 јануари 2025 година во 20 часот во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода 52 годишен охриѓанец, постапувајќи по претходна пријава дека физички нападнал, а потоа допирал по телото малолетничка од Охрид. По целосно расчистување и документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. На 28 јануари во 12 часот и 55 минути во ОВР Струга е пријавено дека на улицата Боро Калајџиевски во Струга малолетник од Струшкото село Лабуништа бил физички нападнат од неколку лица. Се преземаат мерки за пронаоѓање на напаѓачите и целосно расчистување на настанот, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава. ОВР Струга поднесе кривична пријава против 58 годишно лице од Струшкото село Велешта поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело бесправно градење. На катастарска парцела во селото без одобрение и спротивно на одредбите од законот за градење, тој изградил индивидуална куќа за живење, што било констатирано и од градежната инспекција при општина Струга, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за првиот дневник. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!